Паѓаат тендерите за набавка на електрична енергија и газ, информираа надлежните на последната седница на Советот на општина Куманово. Доколку продолжи ваквиот тренд, постои можности основните и средните училишта во Куманово да останат без струја, истакна претседателката Ивана Ѓорѓиевска. Таа објасни дека паднал тендерот за набавка на газ на јавното претпријатие Куманово газ, тендерот за набавка на струја на Чистота и Зеленило, а ЕВН Хоум се нафаќа да дистрибуира до февруари. Не е само тендер во Куманово газ да паѓа тендери на Чистота и Зеленило за за електрична енергија. Значи веќе никој не се јавува, а договорите се едностранно прекинати поради зголемената и неможност едноставно да испорачат. Тоа се случува и во училиштата, во основните училишта. Значи се распишуваат тендери на кои никој не им се јавува и од ЕВН Хом како универзален снабдувач се нафаќат само да дистрибуираат електрична енергија до февруари, што значи дека ако продолжи оваа пракса на паѓање на тендери, голем дел од училишта може да бидат и од јавни установи може да бидат прекинати со снабдување со електрична енергија. Значи ова е голем проблем и со јавни набавки. За овој проблем се обрати и советникот од Дуја Сани, кој нагласи дека мора да се изнајде решение. Ние треба да изнаоѓаме решение. Ако не можеме да се грееме со газ. Кога имаме зголемување на цената на електрична енергија, ние треба да најдеме решение. Дали треба да ги ставиме во функција и агрегатите. Ова може да се направи и за базенот и за училиштата. Значи, ние треба да сме во состојба да бидеме подготвени, да не ни дојде работата, кога ќе имаме поголеми проблеми, да не можеме да функционира ниту базенот, ниту училиштата, ниту другите институции. Поради енормното покачување на цената на гасот, но и поради негов недостаток во градот, голем дел од училиштата, како што информираше Ѓорѓиевска, веќе се префрлаат на мазут и нафта.